OpenAI воведе нова функција за ChatGPT наречена Think, која овозможува подлабоко размислување пред да даде одговор. Ова копче им дозволува на корисниците да побараат од вештачката интелигенција да размисли пред да одговори, што резултира со попрецизни и поразвиени анализи. Функцијата е дизајнирана да помогне во комплексни задачи, како што се решавање проблеми, создавање стратегии и пишување детални текстови. Со тоа, ChatGPT добива способност да одвојува повеќе време за обработка на информации и подобрување на квалитетот на одговорите. Според OpenAI, оваа опција ќе биде корисна за професионалци, студенти и креативци кои бараат подлабоки и подобро структурирани одговори. Компанијата планира да ја тестира функцијата кај ограничен број корисници пред да ја направи достапна за сите. Со воведувањето на Think, OpenAI прави чекор кон понапредна интеракција меѓу луѓето и вештачката интелигенција, поттикнувајќи по квалитетни дискусии и по прецизни одговори. Останува да се види како оваа иновација ќе се прифати од пошироката јавност. Apple наводно го прекинал развојот на своите паметни очила, кои требаше да понудат напредна технологија за проширена реалност. Според извори блиски до компанијата, проектот бил стопиран поради технолошки предизвици и недостаток на соодветни компоненти. Паметните очила требаше да бидат лесна и достапна алтернатива на Apple Vision Pro, но изгледа дека компанијата се соочила со тешкоти и во создавањето на уред кој би бил доволно моќен, а сепак удобен за секојдневна употреба. Apple сега го насочува својот фокус кон вештачката интелигенција, со планови за подобрување на iPhone, Mac и другите производи преку AI напредоци. Некои инженери од тимот за паметните очила веќе се прераспределени на AI проекти. Иако проектот е паузиран, аналитичарите не исклучуваат можност Apple во иднина повторно да се врати на концептот на паметни очила, кога технологијата ќе биде поспремна за масовно производство.